Благодарам. Почитувана председателка на комисията, за прашање на изборите и именувањата, денеска сме овде на седница број 13, каде што точка на дневен ред е утврдување на предлог за избор на судии во Уставниот суд на Република Македонија. На почетокот само да кажам дека после двете излагања на господинот Љупче Пренџов и на господинот Александар Велјановски, кои што дадоа навистина една реалистична слика за состојбите во судството во Република Македонија, ќе биде навистина тешко со нешто да се задржи вниманието на македонската јавност, а нешто што е веќе апсолвирано од страна на претходните говорници на еден навистина извонреден начин. Тие направија една вивисекција на состојбите со правосудството, судството во Република Македонија и фактички, зборувајќи ја вистината, дадоа многу реалистичен приказ. Јас ќе се обидам задржам вниманието на македонската јавност изнесувајќи неколку факти. Уставниот суд на Република Македонија го сочинуваат 9 судии. Нивниот мандат трае 9 години. Тие 9 судии во наредните 9 години треба да извршуваат една од највисоките функции во државата. Председателот го избира судот од редовите на судиите за време траење од 3 години без право на повторен избор. А додека судиите се избираат во Собранието на Република Македонија. Основниот критериум за избор дали еден кандидат е погоден да биде утре судија во Уставниот суд на Република Македонија е следниот. Судиите се избираат од редовите на истакнатите правници, односно да бидам појасен, тој треба да се издвојува или таа кандидатката или тој кандидатот да се издвојува од другите правници со резултатите постигнати во текот на своето работење. Кои се надлежностите на Уставниот суд кои што ние мораме овде да ги кажеме, да ги потенцираме? Уставниот суд ги има следните надлежности. Под 1, контрола на уставноста и на законитоста. Под 2, заштитата на слободата и правата на човекот и на граѓаните. 3, решавање на судир на надлежности. 4, одлучување за одговорноста на председателот на Републиката. 5, други надлежности. Денес ние имаме овде кратката биографија на госпоѓа Весна Јовановска, судија во Управен суд, и јас би сакал со неколку збора да се обратам на краткиот опис на работните места и нејзиното фактички движење во кариерата. Родена во Битола, македонка, државјанка на Република Македонија. Завршен правен факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и по полагање на правосудниот испит од 1.10.94 до 31.12.96 година адвокат во собствена адвокатска канцеларија во Битола. Од 97 до ноември месец 98 советник во Советот на општина Битола. Веќе од месец ноември 98 до месец август 2002 година пратеник во Собранието на Република Македонија, член на Законодавно-правната комисија и на Комисијата за уставни прашања, како и член на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација во целиот 4-годишен мандат. Месец септември 2002 до месец септември 2006 раководител на правна служба при дирекцијата на АД Електростопанство на Република Македонија.
2006 година, 26.9. до 14.7.2011 член на управниот одбор на АД МЕПСО и воедно директор на секторот за правни и општи работи, а од 14.9.2010 до месец март 2011 и вршител на должност председател на управниот одбор и веде генерален директор на АД МЕПСО и по службена должност представник на Европската асоциација на системски оператори. 2011, 14.7. до денес, судија во управен суд на предмети од областа на имотно-правните односи, градежништво, заштита на животна средина, денационализација и експроприација. Во периодот од 2015 до 2017 година и заменик на председателот на Управниот суд. Од месец ноември 2017 по 2 двегодишни мандати председател на Комисијата за приемен испит при Академијата за судии и јавни обвинители и во кратката биографија стои познавање на англиски и италијански јазик. Она на што сакам да се задржам, а и колегите го спомнаа, довербата во македонскиот правосуден систем, кој што од страна на амбасадорката на Соединетите Американски држави, која што фактички го обелодени податокот дека е 8%, а јас верувам дека најновите сондажи ќе покажат дека таа бројка е уште пониска, односно дека гравитира околу 0, што значи не постои човек во оваа држава кој што има доверба во македонскиот правосуден систем. И тоа се многобројни причини. Меѓутоа, една од главните причини е комплетното партизирање на судството, за што сме доказ и ние овде, водејќи оваа расправа овде во комисијата, на начин како што верувам дека не постои никаде во современиот цивилизираниот свет. Немаме представник, кандидатите не се тука присутни, а има сигурно десетици начини како ово да биде изведено на многу подемократски начин. Судиите, независно дали станува збор за основни судови, дали станува збор за управни судови или Уставниот суд, се под целосна, повторувам, под целосна партиска контрола, заради заштита исклучиво на високите партиски функционери. Значи, целокупниот правосуден систем е ставен во функција на заштита на криминалот и корупцијата кој што се одвива и фактички се спроведува од страна на највисоките партиски функционери од власта. 3 принципа ќе издвојам овде. Првиот принцип е принципот на награда. Дел од овие лица кои што се номинирани и кои што ќе бидат утре членови на Уставниот суд, уставни судии за период од 9 години, одат според принципот на награда за се она што направиле до сега за партијата. Значи, тоа е основниот принцип кај што дел од овие 9 лица кои што ќе бидат членови на Уставниот суд добиват согласно принципот на награда за се она што го направиле за партијата. Вториот принцип, принцип на казна, каде што ќе бидат елиминирани сите оние лица кои што се неистомисленици и не даваат поддршка на власта. И последниот принцип, третиот принцип, принципот на заштита, да, ти ќе бидеш уставен судија, меѓутоа ќе правиш се во наредните 9 години, да никој од партиите на власта не сноси никаква, ама баш никаква одговорност. Да ги повторам уште еднаш, тоа се трите принципи, принципите на награда, принцип на казна и секако принцип на заштита. Често пати беше споминуван примерот со госпоѓата Тања Васич. Колегите спомнаа дека далеку најнекомпетентната личност ќе биде утре избрана за уставен судија, при тоа
заборавија да споменат и поврзаноста со бизнис секторот. Се спомна во претходните излагања фирмата Никоп, која што од Агенција за обезбедување на лица брзо стана експерт во здравството, заведнаш да се префрали на земјоделие и секако дека тоа е една од основните спреги кога станува збор за судството, македонското судство, односно сето она што значи правосуден систем. На крај, само да спомнам дека иеко Весна Јовановска има импресивно CV, импресивна биографија, не очекувам спектакуларни резултати во овој дел, затоа што фактички таму сме кај што сме на самото европско дно. Со ова само ќе се потврди констатацијата на не само на амбасадорите, туку и на сите пријатели на Република Македонија, и денеска и председателот на Италија тоа го спомна, не случајно кажа дека фактички владењето на правото треба да биде основниот постулат. Верувајте, не е случајно, можеше да зборува за икс други работи, меѓутоа кога стана збор за Република Македонија, тоа беше една од првите работи кои што ги кажа. Јас бидејќи имаше обемни, обсежни обсервации на колегата Љупче Пренчов и на Александар Велјановски, ќе кажам само уште неколку збора дека во земја на криминал и корупција, каде што еден огромен простор е завземен од тие две компоненти криминал и корупција, фактички нема простор за правда и право. Овде ќе завршам со надеж дека во некое идно време ќе зборуваме за многу поинаков начин на избор на уставни судии. Ви благодарам.